Ете, започнува нашата утринска тема, може да кажеме веќе започна, но официјално пред камерите вака да. Стартуваме со она за кое што денеска рековме ќе го и анализираме и ќе го продискутираме, но и ќе го ставиме акцентот за нешто што треба да си го очуваме и треба да бидеме еколошки свесни. Тоа значи дека ако матка, како место кое што е чест избор за многу наши граѓани, а особено за туристите, знае да фасцинира и импресионира за тоа што ни го дала природата, тогаш ние треба така внимателно да ја чуваме, да ја негуваме и да ја почитуваме. За жал, со оглед на отпадоците кои што ги има, не можеме со тоа да се пофалиме, но истовремено имаме можност и привилегија преку нашите денешни гости пак да ја запознаеме магијата на матка и се разбира на пештерата Врело од објективот на спелеонуркачите, кои што имаат една одлична, да речеме, дали е професија или хоби, поконкретно, подетално ќе ни кажат тие, но и нивната иницијатива која што е за поздрав, а тоа е екоакцијата за чистење на водите на езерото Матка, поточно на дното, она се што може да се најде и што за жал не треба да биде така. Ова се само дел од поточките кои што ќе ги продискутираме денеска со нашите гости, а тоа се Бојан Ангелевски, претседател на спелеонуркачкиот клуб Врело, и Христијан Милановски, кој што е секретар на клубот. Па добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро е да имаме можност и преку видеата кои што ни ги пративте и фотографиите да видиме како и на кој начин изгледа, да речеме, делот од нуркањето или спелеонуркањето, а истовремено и оно за кое што ќе се осврнеме, екоакцијата или чистењето, кој што го правите само иницијативно со праќање порака колку треба да бидеме еколошки свесни или да се разбудиме и да сватиме дека навистина загадуваме природата и и наштетуваме на животната средина. Но ајде ќе одиме со ред. Ако зборуваме за активностите на спелеонуркачкиот клуб Врело, што е она кое што го правите во моментот, најактуелно, најново и во каков период се наоѓаме, во подготовки за предстојна сезона или како оди тоа во спелеонуркањето? Па, секако дека сега е период на старт на сезоната, овој период. Спелеонуркањево потребно, посебно на Матка, е потребно да се смири изворот, пошто е активен поради снеговите, дождовите што се во периодов. И некаде од средината на јуни почнуваме со активности со гњурење во пештерата. А за сега овој период кога не може да гњуриме во пештерата, обично правиме екоакции, тренинзи во езерото Матка, што е не станува збор за пештерско нуркање, туку техничко скуба нуркање. И на тој начин да се го користиме моментот за да собереме некој отпад таму што е со тоа што има многу. Христијан може да даде повеќе информации, пошто она прави соло акции исто така, скоро секоја недела. Така да... Јас сум скоро секоја недела на Матка. Одам сам, привидејќи преку недела сум малце послободен него викенд, колегите мои се па за викенд одат, јас преку недела и така. Вежбаме, нели, има вежби некои се прават, вежбаме доле на Матка, под вода, има ѓубре. Многу и сакаме да испратиме, нели, порака, ние секој одење по некоја врекичка ќе наполниме ѓубре, сакаме да испратиме порака да се покрене екосвеста на луѓето, на туристите, на сите, воедно и на фирмите што се тука, што има многу производи нивни што се фрлаат под водата, да ни помогнат во тоа, нели, да спонзорираат некоја екоакција, да нас ни помогнат финансиски или со луѓе од надвор за помош и така натаму, меѓутоа одзив слабо има од фирмите. Сме побарали и конкретно финансиска помош од некои од фирмите, ама немаат слух едноставно. Добро, и ова нека биде апел медиумски за општествено одговорните компании кои што навистина би можеле да покажат својата одговорност на овој начин, да дадат поддршка и на вас како клуб за, нели, поврзано со овие екоакции. Последната беше поголемата беше некаде кон крајот на месец март, иако спомена ти, Христијан, дека постојано и индивидуално организираш. Веројатно кањонот Матка е едно од првите 3 места кои што им се даваат како нешто што на туристите кои што доаѓаат во нашата зима, како некое место кое што треба да се посети во Скопје.
И оттаму и нели моментот е дека навистина има бројни туристи кои што особено за викенд циркулираат во овој предел, уживаат во убавините на кањонот, но од друга страна и го загадуваат. Можеме ли, еве, Христијан, да споделиме во поглед на последната екоакција која што се одржа, какви се активности беа направени тој ден, колку нуркачи учествува и колку длабоко нели треба да се навлезе во езерото, колку одите надолу, за да може да се достигне и до најнедостапниот отпад кој што се наоѓа на дното. Така, значи конкретно последната беше вчера. Јас ја правев, а таа беше индивидуално. Таа беше предпоследната каде што бевме 4 нуркачи и длабината на матка е околу 12 метри тука каде што е ресторанот. Значи тоа е максимум длабина, максималната длабина, пошто е кањон, се спушташ по страните, нема ништо и вертикала стигаш до долу. Долу има стварно многу ѓубре, значи да не речем можеби 2 камиони да се наполнат со ѓубре, што градежен шут од некога што се работело нешто што како што може да се види на снимките, лименки, пластични шишиња, ред други работи на туристите што им паднало нешто, па што им потонало, има шешири, мобилни телефони, наоѓаме наочари и све тоа, значи има премногу ѓубре и премногу работа. Меѓутоа, како што кажав, компаниите се позаинтересирани, поатрактивни, ме секогаш Охрид да или помагаат околу Охридскиот дел, а Скопје за жал и матка малце позапоставена. Ова е индивидуална, во на таа поголемата што беше кон крајот на март, што колку ѓубре извадивте? Па во принцип колку луѓе учествуваа, да. 4 нуркачи учествувавме. Во принцип отприлика по 2 до 3 врекички може секој нуркач да носи заради балансот, заради за да може да излезе од вода и така натаму. Значи по 2 до 3 врекички од нуркач, тоа значи 4 нуркачи, околу 10 врекички извадивме шут. Ѓубре, да. Кога се прават вакви екоакции и кога би имало вака да речеме идеални услови да се прават истите, поддршка некаква, каква што се бара и треба да се добие, и треба да се има слух за истата, истовремено изголемување на од една страна велиме еколошката свест и на туристите веројатно многу повеќе го почитуваат отколку ние, затоа што знаат почесто да искоментираат како нели не се грижиме доволно, но ако би имало идеални услови за такви екоакции, што значи тоа? Што би било како дополнување на овие екоакции доколку има финансиска поддршка, значи зголемување на бројот на нуркачи или пак дополнително тоа што е ресурс во однос на нуркањето за да може да се исчисти повеќе, да се собере. Што друго е составен дел за да може да се превземе една така поголема екоакција за да се исчисти, бидејќи рековте дека има навистина многу отпад. Така, значи за поголема акција би требало нели повеќе нуркачи да се соберат. Сепак ние треба да викнеме, ние соработуваме со скоро сите нуркачки клубови во Македонија, треба да викнеме да ги организираме. Таа организација нели си носи своји трошоци и све тоа. Извинете. Нас ни треба помош околу ресурсите, околу опремата исто, околу боци, полнење и така натаму. Значи нуркањето е прилично скап спорт и си придонесува своји трошоци. Ние све тоа го правиме нели на сопствен трошок моментално, на трошок на клубот. Го правиме, меѓутоа ние не сме профитно друштво некое што заработува пари или било што, затоа секогаш бараме финансиска помош како за екоакциите, така за експедициите. Иначе сакам исто да напоменам дека учествуваме во не само на матка, туку на сите екоакции низ државата кои ги организираат другите клубови од Охрид. Скоро на сите акции учествуваме. Да, овој викенд има Амфора прави, да, и нашиот клуб учествува како дел од таа акција. Ќе има други клубови од странство. Таа акција се прави секоја година за Охридското езеро. Секако дека треба и надвор да се чисти, исто ако има еколошки здруженија кои би сакале да се уклучат, може да се уклучат на претходното прашање, се надоврзам, да се уклучат за чистење надвор истиот ден. Секако дека ние како нуркачи не можеме да изчистиме вода, мислам, езерата и реките целосно, пошто има премногу отпад, но можеме да придонесеме за свеста на туристите и локалното население, да се зголеми за да се помалку се одфрла отпад. Да, исто во Охрид има и други нуркачки клубови, има и други нуркачи кои што прават соло акции. Значи, во главном нуркачите
го прават тоа зашто кога ќе влезеш во вода ти кај нас моментално само ѓубре можеш да видиш. Тоа е За жал, трагедија. останатите убавини кои што ги нуди подводниот свет се запоставени на сметка на шутот. Бојан, каква е состојбата со врело? Во моментов пештерата е секогаш атрактивна и за домашните и за странските туристи. Има ли период од годината кога е забранета за посета или едноставно постојано е достапна? Што се случува во моментов? Во моментот, да, изворот е премногу јак, како и секоја година во овој период, поради топење на снегови, дождови, како што кажавме претходно. Нема периоди кога е забрането, но условите не дозволуваат. Таму некаде од средина на јуни, крај на јуни почнува сезоната за нуркање, трае се до крај на годината, декември, некогаш и јануар. Е окей да се гњури. И има ли странски туристи кои што се интересираат за нуркање? За нуркање, тоа не се туристи, туку тоа се спелео нуркачи, да, кои веќе претходно се стекнале со сертификати и со искуство и обично посетуваат како тимови, национални тимови или инструктори за спелео нуркање, ги носат своите почетни спелео нуркачи во пештерата да ги направат своите први нуркања, зашто оваа пештера на Матка дозволува за почетните спелео нуркачи добри услови, поради тоа што има воздушен простор на 150 метри од влезот, каде што во случај на нешто може да се одмори, да се предвидено, да, почетните нуркачи можат да бидат изнесени таму се диша воздухот и од таму може да се преземе нешто околу спасување или што го намалува голем дел ризикот, да. И е доста пространа оваа пештера. Сега друго, ние планираме за оваа пештера да го достигнеме, да направиме ново истражување, за да го достигнеме максимумот длабочина што е во пештерата. Во преговори сме со странски екипи кои би требало да дојдат на крај на месец јуни оваа година и да има обид за повторно поставување на нов рекорд. Значи ова е ексклузивна информација за која што детали веројатно ќе добиеме во следниот период, со оглед на тоа што рековте дека јуни е периодот. Досега е 240 метри, така? Да, метри длабина, да. И има уште еден од светските рекордери и Гинисов рекордер исто, не сакаме се да откриеме кој е точно. Се уште сме во преговори, во финални преговори за точните датуми кога ќе дојде и тоа е ексклузивна информација, каде што прв пат ја објавуваме и кажуваме дека оваа година ќе има обид за да се сруши рекордот од претходниот спелео нуркач Кристоф Старнавски, полскиот. Која година беше тоа? Кога 2017. 2017 беше последниот обид, експедиција, последната експедиција за тогаш беше постигнат нов рекорд. Значи он го помести сопствениот рекорд од претходната година за некои 20 на метри ми се чини од 220 на 240, така нешто беше. Така, но се уште останува мистерија која е вистинската длабочина и претпоставувам предизвик за многу спелео нуркачи ширум светот, така што убаво што еве имаме можност ексклузивно денеска на Тилма да дознаеме дека наскоро во месец јуни ќе се организира нова експедиција кога повторно верувам и светските медиуми ќе пишуваат за оваа голема атракција кај нас. Каде што исто ќе треба финансиска помош за таа експедиција. Каде што исто ќе треба финансиска помош. Се надеваме дека тоа ќе државата одговара ли на позициите, еве конкретно за минатата во 2000 Државата одговара као државните институции, често одговараат на нашиот повик во однос на тоа да има приправно барокомора во случај на нешто во државната болница има една. Во случај на нешто непредвидено да се старта хеликоптер кој би бил како спасителна екипа. Минатиот пат мислам дека град Скопје не поддржа првото истражување што беше првиот рекорд во 2012 година кога достигна италијанскиот истражувач Луиджи Касати 212 метри. Тогаш бевме поддржани од град Скопје, да. Затоа, но и преку тоа истражување Матка стана и популарна во светски рамки, реално. Ние освен тоа што гњуриме во пештерата и добиваме дозвола, немаме никаква придобивка, со тоа што ние си направивме приказна и си функционираме како клуб, си се
надоградуваме и така. Спелеонуркањето е навистина, да речеме, предизвик можеби за оние кои што го сакаат генерално нуркањето, но и специфично кога зборуваме за тоа дека не може секој кој што си рекреативно си нуркал дека може да или дека може да има рекреативно спелеонуркање за некој ако почувствува желба дека сака тоа да го прави, ако гледа вакви видеа, ако ги слуша спелеонуркачите за сето оно кое што може да се види во пештерата. Ние можеби многу пати сме зборувале во минатото што значи ли која е разликата помеѓу спелеонуркање или како велите скуба нуркање и кој се може да биде спелеонуркач во однос на членовите на клубот или за членување во спелеонуркачкиот клуб Врело. Како тоа оди, дали се зголемува бројот, дали сте некоја одредена бројка нуркачи кои што функционирате, дали кај нас има за такво нешто, има ли новитети во тој дел? Па да, минатиот пат кога гостувавме тука, мислам дека презентиравме денот отворен ден на нуркањето, што се беше. Од тогаш имаме некои 3-4 нови членови, од кои 1-2 веќе се полека влегуваат во техничкото нуркање. Иначе почнува све од скуба нуркањето, буквално од базен, и никој не оди право во пештера. Кога се добива таа желба, Бојан? Па значи од кога претпоставам нуркачот ќе направи доволно нуркања, ќе посети доста дестинации, ќе посака нов предизвик. И така, сега ние што возможуваме тука што е ретко, например, за другите клубови, ние возможуваме целиот процес од почеток. Нуркачот да почне со скуба, но тоа не е процес што трае 1 година или 2-3, трае повеќе од 5 години, се зависи секој колку време ќе посвети на тоа, не е као фиксно. Посвети повеќе, може и за побрзо да стане. Така, да. А критериуми некакви постојат ли? Секако дека постојат критериуми. Значи треба прво да се достигнат одредено ниво на сертификати во скуба нуркањето. Значи последен е Rescue Diver, според зависи која асоциација има, повеќе асоциации, конкретно по таа асоциација кој сме ние треба да доеш до левел Rescue Diver, па после тоа да преминеш на техничко нуркање, да одиш на курс за техничко нуркање, па после техничкото нуркање следува курс за спелеонуркање. Кај нас лани исто промовиравме за прв пат во нашата држава имаме инструктор по техничко нуркање, Слободанка, она е член во нашиот клуб, она е пред се треба да биде инструктор по скуба нуркање, она е долги години више инструктор по скуба нуркање. Предходната година стана инструктор по техничко нуркање, значи имаме можности сега тука во нашата држава да држиме и курсеви по техничко нуркање, нашиот клуб конкретно. Значи тие се нивоата едноставно кој треба да се искачи нуркачот, треба да биде доста искусен нуркач. Тој што сака да проба како тоа скуба пештерско, постои опција, меѓутоа тоа се вика каверн и може да влезе во пештерата до онаму само од каде што може да го види влезот. Тоа кај што допира светлина. Светлина. Бидејќи вонатре е темница, нели нема светлина, али може да оди до онаму до каде што ја гледа дневната светлина. Исто да се надоврзам, околу пештерско нуркање обуки, ние организираме, покануваме инструктори од странство кои доаѓаат на матка и правиме камп кај пештерата и на тој начин правиме обуки. Со кои странски нуркачки клубови сработувате? Последната обука ја има правено Мирко Бевења, тоа е од Србија, инструктор, Triton Technical Diving. Да, тоа е. Секако имаме доста комуникација од тимови што доаѓаат од странство и се нудат. Сегогаш е проблем да собереш доволно луѓе што би сакале да учествуваат, зашто таа обука кошта, а и опремата е посебна и за се тоа да се собере и да се случи, малце треба поголема организација. И повеќе финансии. Да. И секако треба да има луѓе што се заинтересирани и што сакаат да напредуваат. Како сега ние ги повикуваме секогаш луѓето да дојдат за скуба обуки, но еве сега ги покануваме исто и искусни нуркачи што постојат кај нас, што можеби не ги познаваме, се интересираат околу пештерско нуркање, може да не контактираат, може да дојдат. Можеме да организираме обично обуките за пештерско нуркање се прават на крај од летото. И само уште еден сегмент што ме интересира мене лично за обуките, дали покрај тоа што нели се учи чекор по чекор како на некој начин би требало да се реализира, односно да се прави ова спелеонуркање, психичкиот дел, нели? Значи кога ги се нурка, да не го фати паника почетникот, оној кој што веројатно тој е составен дел од
обуката, така? Тоа се почнува од базен. Тоа сакам да кажам, веројатно пештерите се само за искусни. Да, пештерите се само за искусни. Значи, секако нуркачот, како нуркач кога доја и се запознава со нуркањето, прво почнува од базен или во езеро, меѓутоа на многу мала дубина или до кај 5 метри, значи се учат вежби. Он додека се опушти, значи пловноста, све тоа треба да совлада, треба некои вежби да ги совлада основни што се. И тогаш почнува курсот, нели, првиот степен и ако нема трема и нема страв, значи после тоа лесно ќе совладува све понатаму. Вие сте од искусните, па врело колку е се уште предизвик за вас двајца? Колку често... За мене е секогаш. Која е вашата максимална длабочина што сте достигнале нуркајќи во врело? Јас имам постигнато 47-48 метри во пештерата. А кога е тој воздушниот простор? Тоа е После многу или? близко, да. Тоа е еден од првите зарони кога се прават, се стигнува до таму. Тоа е Значи, само тоа во е стари. околу На околу и веќе. 150 метри од влезот е тоа. Добра. Пештерата е, значи, должината е околу 450 метри. Должината, хоризонтален дел, кој ќе дојде тој вертикалниот и длабокиот дел. Значи, тој воздушниот џеп е на околу 150 метри. Максимум во тие 450 метри има 47 метри дубина, а кога ќе се дојде отприлика до крајот на должината на хоризонталниот дел, од 450 метри тогаш почнува вертикалниот дел, каде што стига до 240 метри длабина. Кристијан, твојот максимум? Мојот максимум е 50 метри, заради тоа што нашиот сертификат до толку дозволува, толку и дозволува. Се на тоа Имаш амбиции за понатака? Да, секогаш, меѓутоа тие амбиции се многу скапи. Да. И за На тоа. крајот, И си за е тоа, да. финанси. На крајот во нуркањето треба да има желба и финанси, тоа е тоа. Пари. Така. Да. Ќе споменеме уште нешто интересно, но пред да го споменеме тоа и уште нешто што сметам дека и вака како гледач би ги интересирало или на слично. Имало ли ете во вашето досегашно и искуство во спилјануркањето, како искусни спилјануркачи, непријатни ситуации и како во таквите ситуации се справувате со тоа, се разбира? Секако дека има, секој пат, како и секој спорт, поготово екстремни спортови, тренингот е она што помага навеќе. Според мене, да. Колку повеќе тренираш, толку повеќе стануваш способен да се снајдеш во тие ситуации кога нешто непредвидено ќе се случи. Да. Во пештерското нуркање постои како правило, секогаш влегуваш со 3 пати повеќе воздух од тоа што ти е потребно за да го направиш заронот и користиш 1/3 за да влезеш и да излезеш, тоа е по правило, и имаш 2/3 воздух ако нешто се случи. Резерва. 1/3 е сега според теоретски. 1/3 е за да си помогнеш на себе, нешто околу да имаш време да направиш, а другата третина е секогаш одиш заедно со некој, тоа е за твојот партнер во нуркањето. Во случај на нешто секако и он има исто толку воздух, така да секогаш влегуваш со малце повеќе. И тренингот највише помага за да не дојдеш до оној момент на страв, зашто тоа е најголемиот ризик. Паниката е најголемиот ризик во нуркање. Тренингот е све едноставно. Затоа скоро секоја недела одиме, тренираме, иако не е во пештера, мора да има континуитет за едноставно да под вода да бидеш како на сувошта си. Да се однесуваш како на суво и пештерското нуркање е пута 3 опрема секогаш носиш од тоа што ти треба. Така е. Ќе споменеме само некаде кон крајот за она кое што рековте дека исто можеме да го кажеме, поточно да ги информираме нашите гледачи за експедицијата на изворите на Црна река, покрај експедицијата на Матка која што споменавме и која што детали ќе очекуваме во следниот период за тоа кој е тој спилјануркач, можеби ќе дојдеме таму, да видиме како и се случуваат експедициите на изворите на Црна река, односно кој е вашиот план. Да, па минатата година под покровителство на Министерството за животна средина направивме иницијално истражување на изворот на Црна река, село Железнец, Демирхисар, и според мене експедицијата беше супер успешна. Стигнавме иницијално да влеземе до некој 50 метри длабочина и 200 метри од влезот. Поставивме маркациска линија за прв пат во пештерата и
екипата која работеше на целата експедиција смета дека оваа пештера ќе оди уште понатаму, така да истражувањата таму ќе продолжат и оваа година. Ние повторно аплициравме во Министерство за животна средина за продолжување на истражувањето, да, и ќе видиме како ќе одат работите. Иначе таа пештера е слична на врело, со тоа што е извор, исто како и врело, значи водата излегува контра од тоа нуркањето, исто е висок водостојот моментално таму и невозможно да се влезе. Сега се надевам дека негде од средина на јуни, почеток на јули би можело, но таму експедицијата е за понатака, за на крај на летото. Да. Што значи ги видите доста активни летото од самиот Да, старт? меѓутоа да споменеме дека таа е слична на врело, меѓутоа е многу потешка од врело. Да. Врело влегуваш и е широка, а црна е тесна. Пристапот до водата е многу тежок. Значи има некои 50 метри каде што треба без опрема да се протнеш, да ја транспортираш опремата. Имаше некои од видеата што ги имаме пуштено, без опрема да дојдеш таму, па да ја монтираш опремата во многу тесен, нели да ја ставиш на тебе во многу тесен простор, и е многу до сега што сум нуркал едно од најтешките пештери за кога ќе влезеш унатре више уживање. Меѓутоа моментот додека да дојдеш да влезеш да се нурнеш под вода е многу тежок. Вистински предизвик. Да. Супер, фала ви многу за сите овие убави работи. Ние уживавме во разговорот, верувам и гледачите, и некако можеби особено за оние кои што сакаат да нуркаат во ваков тип на нуркање, ќе ги предизвикаме дополнително, па и да ве контактираат и да станат дел од вашата екипа и да се здружите што повеќе да ви има за да се исчисти дното на матка кое што споменавме, за жал е преполно со ѓубре. Да, и да се има нели малку повеќе слух за она кое што е потребно или неопходно да се реализираат овие екоакции, за кои што вие имате иницијатива, нели, и лично се залагате за сето тоа, како што имавме можности да видиме. Во следна прилика се гледаме, верувам дека тоа ќе биде можеби во јуни, каде што ќе не викнете да видиме како ќе изгледа таа експедиција која што ја најавивме.